Владата ќе скрати 200 милиони евра непродуктивни трошоци кои првично биле наменети за набавка на мебел, патни и дневни расходи, истакна денеска на пресконференција министерот за финансии Фатмир Бесими. А при тоа имаме намалување на сите позиции каде што се мебел, каде што се возилата. Возила се крати на сите позиции. Најголемиот дел се со нула ставка, но тие што беа планирани во буџетот и се неопходни, како што се во делот на МВР, во делот на одбрана и во ново додавање имаме за амбулантни возила во здравство. Тука имаме кратење значително во тој дел, потоа има кратења во другите позиции, што да ги кажам, значи во делот на патни. За сметка на тоа, со дополнителни 138 милиони евра, од кои 76 за мерки за заштита на граѓаните и поддршка на фирмите и 52 милиони евра субвенции за земјоделците, исплата на пензии и плати, се обезбедуваат со најавениот ребаланс на буџетот. Економскиот раст за годинава е проектиран за 3,2%. што е намалување за 1,4% поени во однос на макроекономските проекции кога се креираше овој буџет, односно во втората половина 2021 година, кога нашите проекции беа за раст на економијата за 4,6%. Сепак, овие проекции соодветствуваат со најголемата проекција на најновите проекции на Меѓународниот монетарен фонд за нашата земја. Предвидената инфлаторна стапка за оваа година се позиционира на 7,2%, производствениот раст на БДП за 3,2% со намалување на 4% поени, додека дефицитот се позиционира на 4,6 милиарди денари, истакна Бесими. Дополнителна финансиска поддршка од 4,7 милиарди денари за нови мерки за заштита на стандардот на граѓаните и ликвидноста на предпријатијата во услови на продолжена криза на светскиот пазар на енергенси и примарни производи. Значи, потаргетирани мерки во иднина за поддршка на стандардот на граѓаните и стопанството. Се предвидува умерено темпо за раст на економијата со предвидување стапката на постепено заздравување на истата да стартува со завршувањето на оваа година, а наредната да дојде до нејзино стабилизирање, како и намалување на инфлаторната стапка до 2,5%.